Централ парк Скопје, прекрасно место за спортски риболовни надпревари. Езерце богато со разни видови на бела риба, а секако застапени и крапот, кој кај рибарите го подкрива адреналинот што мистиот се закачи на јадицата. Но убавината на езерото не ја прави само рибата во водата, туку и понекоја дива пајка со поголем број на подмладок од дивите пајчиња кои смирено си ги чепкаат мокрите предувчиња. Денес, токму на ова езерце, ќе се одржи 12-тиот куп Петре Прличко, односно третиот поред Скопје Урбан Фишинг 2021. Почитувани колеги, добре дојдовте на третиот поред Скопје Урбан Фишинг, викенд во Скопје, во градскиот парк. Да не ја должиме многу, ќе го најавам председателот на ЗСРК Вардар, господинот Панов, да го отвори овој 12 интернационален меѓународен меморијален, интернационален и меморијален куп Петре Прличко, кој се одржува ќе по 12 пат. Председателе, повелете, имате чест да го отворите. Денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Почитувани гости, чест ми е да го отворам, како што кажа Цуцуловски, меѓународниот, односно интернационалниот куп Петре Прличко, кој што по 12 пат се одржува овде кај нас на езерцето во градскиот парк во организација на Сдруженијето на спортско-рекреативните риболовци Вардар, а под покровителство на градското собрание од Скопје. Нормално дека по трет пат манифестацијата е крстена Урбан Фишинг и се одржува, како што кажа, во чест на бардот на македонското глумство Петре Прличко, кој што беше еден од најдобрите риболовци, спортско-рекреативни риболовци меѓу глумците и воопшто во Македонија. И чисто прибори и красат просториите на нашето здружение. Посебно ги поздравувам гостите кои се дојдени од надвор, од соседно Косово и од соседна Србија. И на сите ви посакувам на сите ви посакувам бистро и нека победи најдобриот. На овој спортски надпревар, покрај екипи од Македонија, учество ќе земат и екипи од соседна Србија и Косово. Судијата со свирижот од свирчето го означи почетокот на надпреварот со пристап до позициите од кои наредните 3 часа ќе се обидат да уловат што поголем број на риба. Се врши склопување на трските, штековите и другата риболовна опрема која е потребна за овој денешен надпревар.
По свирежот на судијата се пристапи кон припрема за подкренување на рибата и за кратко време се слушна и свирежот за старт на надпреварот. И за кратко падна и првиот улов на риба, па вториот и така цели 3 часа. Секако, додека последниот свиреж на судијата не го означи крајот на надпреварот. Како што знаеме, денеска се одржува меѓународниот куп Петре Прличко, кој што под ова име се одржува 12 пат. Пред да на овој мемориален куп да му го дадеме името Петре Прличко, по бардот на македонското глумство Петре Прличко, купот се викаше 11 октомври. И тој е традиционален, се одржува многу години наназад, повеќе од 30 години, меѓутоа под името Петре Прличко се одржува 12 пат поред. Како што можете да видите овде покрај нашето езерце Централ парк, е многу живо, присуствуваат оваа година, слично како минатата година, 10 надпреварувачки екипи, а купот е интернационален затоа што ги имаме представниците од соседните Косово и Србија. Од Република Македонија имаме 8 екипи, што значи дека вкупно овде сега пред нас се надпреваруваат 30 надпреварувачи. Инаку езерцето на некој начин пред да се одржи купот е порибено и со крапска риба и со други видови риби од страна и на Рибар 2011, меѓутоа и на Сдруженијето на спортско-рекреативните риболовци Вардар. Инаку купот е под покровителство на град Скопје, така да они даваат одредена донација и трета година поред купот се вика Urban Fishing, затоа што на овој куп учествуваат не само сениорските репрезентации
од Македонија и надвор на Македонија се исполнавме малце, туку учествуваат и младинците до 15 години. Тој надпревар се одржи вчера, односно во саботата, и тоа уште успешно. Инаку, што се однесува до наградите, минатата година не се одржа купот поради вирусот COVID-19, но претходната година, што значи некаде таму 2019 година, имаше поголем фонд на награди, затоа што и спонзорството од град Скопје беше малце поголемо, односно финансиите беа и го дозволуваат тоа. И сега и оваа година ќе има прикладни награди, се разбира, ќе има преоден куп. Минатата година преодниот куп го освојува колегите од соседно Косово. Тука е и веројатно го снимивте тој пекар, ќе видиме за оваа година кога ќе му припадне. Инаку во трајна собственост добиваат првите 3 екипи кои што ќе ги освојат првото, второто и третото место во екипна конкуренција и се разбира за првите тројца надпреварувачи кои што поединечно ќе го освојат првото, второто и третото место. Ќе има и прикладни подароци. Се организаторот и соорганизаторот ја не ги видов денеска, нема да не знаете. Подароци неверојатно ќе има трски, ќе има капчиња, ќе има дресови, можеби ќе има и по некоја чуварки и столчи. Инаку на ова езерче да ќе го гледате, преку целата година дава по некоја риба. Меѓутоа, сега се оглед на тоа што 30 надпреварувачи на толку мал простор има, знаете, се фрла прихрана од сите страни, можеби малце помалце е активна рибата, но има и риболовци кои што така имаат прилично добар улов. Се надевам дека нашиот друштво Вардар, како и секоја година, ќе биде меѓу најдобрите, па ќе бидеме здрави и живи, ќе видиме што се случи. Веројатно сега ќе биде за некои десетина минути. Надпреварот трае 3 часа, значи активниот надпревар, организиран е на највисоко можно ниво. Има сендвичи за надпреварувачите. Другите години кога сме имале поголем буџет, приредувавме и свечени ручници, меѓутоа со оглед на скратениот буџет не може да си го дозволиме тоа оваа година, но повторно ќе има сендвичи и за време на ручек, односно по завршувањето и по доделувањето на наградите за најдобрите. Продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје е снабдена со најголем избор на трски и риболовна опрема од светски познатите брендови Даива, Колмик, Корморан, Мавер и Сеика турбетини, како и продукти од брендот Марти Спорт. Машинки од светски познатите брендови Даива Инфинити, Кајмако, Мако Стип. Голем избор на трски за риболов на пливка, фибер, главенски риболов за краб и сом, спининг, мушичарење. Најквалитетни најлон конци, како и плетени конци од брендот Корморан, Колмик, Пауер, Горила, Скорпион и други познати брендови. Дојдете во продавницата на Марти Спорт во Скопје, трговски центар Буњаковец, уверете се во големиот асортиман на риболовна опрема со врвен квалитет. За подетални информации може да се јавите на телефонските броеви 071 317 092 и 078 233 343 или посетете ја Facebook страната на Марти Спорт. Марти Спорт Скопје.
Штом заврши надпреварувањето, следи мерење на уловената риба, како би се добил победникот во екипна конкуренција, како и победникот во единична конкуренција. За на крај, победниците да се закитат со вредните награди, медали и пехари, кои ќе го одбележат денешниот куп Петре Прличко, 12 поред, кој се организира во чест на актерот и еден од најдобрите рибари во Македонија, Петре Прличко. Вида има нешто унатре. Отвија рибата. И тук така с него згора ќе ме дават. Дај ми го така капаче. Така, дайте ми го да се 2010. Нека стои тоа. Ајде,
2010, ono 2010. Pusti da mu merime neki. Ajde se optigni da vidimo. Bravo, Gegec. Ima šeća unutra. Držat koliko. Ajde vidimo. Bravo, 4800. Ajde bate. Gdje si deda to nema? Optegni. 0900. Čekaj, ti kažem. Dečki, ajde da započnemo da kažem samo jedna rečenica. Tiši na malce. Още еднъж ви се заблагодарувам, що имахме чест да бидете присутни, што дойдохте на нашиот клуб Петре Прличко. Кој што кажав на почетокот, на сите ви посакав бистро. Мислам дека немавме никакви ексцесии во текот на тренувањето. Мерењето од страна на судиите беше на професионално ниво. Победниците ги преспетаа судиите кои се најдобри во поединечна и во екипна конкуренција. И сега ќе имам чест на крај да го затворам овој трет, односно 12-ти поред у Петре Прличко, трет Урбан Фишинг, со прогласувањето на победниците во поединечна и во екипна конкуренција. И само на крај да искористам прилика да им кажам да им посакам среќен пат на колегите од Ниш и од Србија што ја увелича со своето присуство ова наша манифестација. И Косово, реков, Косово. Прво ќе ги прогласиме екипните победници. Ќе започнеме од трето место. Елита Билане. Име на второ место. Екипно Вардар 2 Скопје. Елита се намете Нагоре. Екипен победник на 12-тиот меморијален турнир. Петре Прличко е Најс Ниш. Сега ќе ги прогласиме и најдобрите во поединечна конкуренција. Трето место Јовица Велич, Најс Ниш. Ajde, Joca! Второ место Звонко Лазаревски, Пчиња Куманово. Значи, ако трябва да само паѓаме да... Дојде ред за најдобриот. А тоа е Тони Гоговчевски, Вардар 2. Мај, тоа кој е Знаете како се поздравуваме. Ај, кој сака тати шитка? Ви благодарам. Го замолувам капитенот на екипата Елита и
капитенот на најсниш, за да си ги предадат преодните пекари. Браво!